Бев многу темпераментна и немирна. Многу играв со пиштоли, со диаболи, со чуда. Не бев многу по кукли. Јас бев таа машкуданката. Но сега мислам дека со тек на времето, до годините, тоа се смени. Прв пат се заљубив кога бев многу малечка во градинка. Одевме со детенцето во иста група. Прв инструмент дефинитивно беше клавир и тоа многу интересно дојде идејава како кој инструмент да се свири. Знаете, парно и нон-стоп лупавме со сестра ми и сватија наши деца сакаат клавир. Јас сум најмногу задоволна од последниот, затоа што вокално ми се чини дека добро ја донесов, ако не се лажам, а истински многу интересно излезе. Тоа што за мене значи многу, затоа што тој беше и ќе остане мој идол, го почитував многу и го сакав многу. Ја одбрав Среќна ли си ти, затоа што мислам дека е адекватна за моите гласовни можности, може да се покаже што и како може. Јас се надевам дека ќе дојдат многу луѓе да ме поддржат, пред се не е битно колку ќе дојдат, туку колку воопшто ќе гласаат, а мислам дека ќе ги има доста, дај Боже. Никогаш не сум имал многу да ти дадам, никогаш само љубов како дете искрена, но не ти беше доволна. Туѓа си, веќе немам право да те имам, туѓа си, колку години те чекав те губа, да те сретнам некогаш. Среќна ли си ти, сега кога носиш злато или несреќна, што на моје место туѓи дланки трепера, тоа срце кому припаѓа. Среќна ли си ти, далеку од мене мила или спомени, гребат како груба сила, дали најде ми таму кај што од мене се скрива. Мене кој добро ми се донесе на мојот праг, кога пројдов километри сосем сам, но веќе сам не спијам. Среќна ли си ти, сега кога носиш злато и несреќна, што на моје место туѓи дланки трепера, тоа срце кому припаѓа. Среќна ли си ти, далеку од мене мила или спомени, гребат како груба сила, дали најде мир таму кај што од мене се скрива. Тебе јас те знам многу одамна, како никој друг на светот, и не сум позака друга ни една. Среќна ли си ти, сега кога носиш злато и несреќна, што на моје место туѓи дланки трепера, тоа срце кому припаѓа. Среќна ли си ти, далеку од мене мила или спомени, гребат како груба сила, дали најде ми таму кај што од мене се скрива.
на твоето место каде што треба да ги слушнеш коментарите на жирито? Срекна ли си ти, Душо? Срекна ли си ти? Сум. Сега, во моментов, баш? Добро, признавам. А оздраве? Па, да. А што ти беше? Имаше проблем со гласот нешто? Да, константно, уште пред месец ден, но се трудев тоа се подобри колку што може. Да си го чуваш гласот, тоа ти е сега единствената алатка што ја поседуваш. Договорено. И ако го загубиш гласот, се си загубила. За ова другото веќе се уверивме и во претходните твои настапи дека си родена за сцена, дека имаш таа фатка што викаме ние. И вечерва нема да коментирам барем јас за пеењето, затоа што сте ми сите истремирани малку. Имате премногу и тоа е со од оправдани причини, премногу сте во почитко, но е доволно за да биде позитивно. доволно за да биде позитивно. Во секој случај, ако одиш понатаму, ќе дојдат моменти кога ќе добиеш песни што многу повеќе ти лежат од ова, но шом си ти срекна и јас сум среќен. Најложе. Браво. Фала ви многу. Еве јас да кажам, таа твоја непосредност, тоа е едно твое оружје, гласот е второто оружје што го имаш. Те видов низ неколку трансформации низ идолов. Да. Од едно девојче во полутренерки, полуфармерки до една пинк варијанта, вечерва спастрена како да дипломираш, нели? Тоа е прекрасно. Јас ти посакувам се најубаво и да продолжиш да се занимаваш со ова. Фала ви многу. Емилија, има нешто во тебе што луѓето го приметиле штом си тука. Само повеќе. Емилија, она што јас сега ќе го кажам е многу важно нешто, бидејќи се однесува не само на тебе, туку и на сите вас, кои што вечерва ќе настапите на оваа сцена. Кога почина по мене еден од најголемите светски пејачи, Фреди Меркюри, од група Queen, се сеќавам на Вембли, стадион имаше концерт на кој што се појавија сите светски големи пејачки имиња и никој не можеше да го долови она што Фреди Меркюри го остави зад себе. Така да не ви е воопшто страв што вечерва пеете песни на Тоше. Мислам дека Тоше многу би се радувал кога би знаел и знае, знам дека е присутен и со нас вечерва тука, и знам дека секој од вас го посакува и го дава најдоброто од себе оваа вечер. Секогаш, да знам. Емилија повели во црвената соба, таму те чека Ненад, за да кажеш како си помина ти тука на сцената, а нашите гледачи ќе кажат колку ја обожаваат Емилија, доколку гласаат на бројот што го гледаат на нивните екрани и ја поддржат до крајот на ова шоу. Се надеваме дека Емилија ќе стигне до финалето и можеби ќе биде новиот македонски идол. Ајде се селиме во црвената соба сега. Во црвената соба е баш црвено, да, и многу забавно и многу топло. Прокоментирај, како ти е? Добра си? Чекај малку, топ си ти, ама микрофончеве уште потоп. Епа, Да, задоволна од коментарите? задоволна сум од коментарите, задоволна и од настапот, сега е на гледачите. Така е, гледачи, вие сте наред, затоа гласате и поддржете, а веќе добро знаете, бројот ви е познат и нормално поддржете го вашиот фаворит, а посебно Емилија. Yes. Да биде среќна!